Гледам дека оваа говорница на парламентот се злоупотребува од некои колеги и сака да не научат каде да одиме и дали да одиме. Јас ќе го прочитам четвртиот амандман од Уставот. Граѓаните на Република Македонија, македонскиот народ и граѓаните кои што живеат внатре во границите на Македонија кои се дел од албанскиот народ. Значи, ние сме дел од албанскиот народ. Во Тирана сме биле, ќе одиме и ќе одиме повторно. Секогаш кога ќе посакаме и не може никој да не поучи или да ни каже зошто одиме во Тирана. Би побарал од вас да ја почитувате Албанија како соседна држава и немојте да го трошите времето и да говорите за проблемите на соседната држава, која што е пријателска држава на нашата земја и која што земја има придонесено за мирот и демократизацијата на оваа земја, и која што држава е првата која што ја призна Република Македонија, а гледам од тука некој вели дека не признале со уставното име. По службеното барање што Република Македонија го има доставено за признавање за тоа, со тоа име, така и е признаено, и затоа да се вратиме сега на реалните проблеми што ги имаме тука во државата. Во државата постојат реални проблеми кои што при што не се почитува ниту од председавачот на оваа седница, овде на оваа говорница, како јас, така и другите земаат збор и велат се што ќе им текне, нешто што не е на дневен ред, и ние да им кажеме на граѓаните дали тука глумиме или ќе говориме за реалните проблеми со кои што се соочуваат граѓаните на оваа земја. Повторно, ќе побарам да не се злоупотреби говорницата, да говориме за реалните проблеми на граѓаните на Република Македонија. Реалните проблеми на Република Македонија се нефункционални општини, нефункционално собрание, техничка влада, и не верувам дека нема да помисли дека еден ден имаме и техничка држава. Гледам дека и тука се говори за меѓународниот фактор. Ние сме тие што бараат од меѓународниот фактор помош. Секогаш биле добре дојдени. Треба да ги слушаме и нивните совети. Или само кога ни е празна касата, тогаш бараме од УСАИД финансиски средства. Само тогаш кога ни е празна касата, бараме од Европската унија да ни помогне. Ве молам, колеги. Ние како држава сме субјект кој што е подложна на меѓународното право и треба да го почитуваме. Благодарам.